Денеска пред вас стојам со чувство на обврска, со должност пред народот и пред државата, да укажам на длабоката криза во која не води оваа власт. По маратонските губитнички пресконференции на премиерот, време е јасно и недвосмислено да проговориме за вистинската состојба во која власта ја донесе државата на меѓународен, а со тоа и на внатрешен план. Одлуката на Европскиот парламент и усвојувањето на извештајот се резултат на застранување од јасно утврдените стратешки позиции на државата и злоупотребата на јазикот и идентитетските прашања од страна на владата за сопствена политичка кампања. Тоа е исто така директен резултат на дипломатските импровизации и целосна негрижа на владата за зачувување на меѓународната позиција на државата. Секој нов пораз на надворешен план, актуелната власт го прикрива со се подолги, подраматични и празни пресконференции, обвинувајќи ги другите за сопствениот неуспех. Антинационалните политики на ВМРО-ДПМН, со кои се обидуваат да го загрозат нашиот идентитет и јазик за сопствени политички потреби, се срамни, се понижувачки и се спротивни на здравиот разум на секој човек која сака оваа земја. Почитувани граѓани, она што е прво и најважно да се каже дека извештајот не е извештај за постоењето на македонската нација, македонскиот јазик или македонскиот идентитет. Македонскиот јазик и идентитет се јасно дефинирани и заштитени. Никој не може да ги допре или да им наштети. На македонски се преведува во Европската унија, на македонски се потпишуваат договорите помеѓу Европа и Македонија, на македонски се говори во Европската унија. Ова го гарантира и преговарачката рамка. Во својот мандат СДСМ успешно ги отфрлаше обидите македонскиот јазик да биде исклучен од извештајот, затоа што имавме пријатели и стратешки партнери кои гледаат дека искрено се бориме за интеграцијата во Европа. Затоа што со таков пристап сите разбраа дека имаме честни намери, јасна волја за интеграција и јасни црвени линии. Вадењето на јазикот од извештајот не е закана, ниту за признавањето на јазикот од Унијата, ниту за идентитетот. Ние знаеме кои сме, на кој јазик говориме и токму тоа го загарантиравме во договорите. Но вадењето на јазикот од извештајот е пораз на владината дипломатија, која не успеа да подобри ништо од позициите кои ги наследи, туку едноставно како со булдожер ги сруши. Тие ги срушија нашите европски перспективи и го изложија нашиот народ на подсмев, правејќи го целосен губитник. За една година Македонија изгуби довербата кај стратешките партнери, што е единствено вина на оваа власт. Нема Мицкоски кон кого да покаже со прст, ветуваше гордост, добивме понижување. По преземањето на власта, ВМРО-ДПМН доби чиста ситуација, добија загарантиран македонски јазик во Унијата, добија јасен пат напред. Но ветуваа дека можат подобро, дека може да обезбедат подобар договор со Бугарија, дека може да обезбедат нова, подобра преговарачка рамка, дека се во периметарот, дека се први во редот и така натаму. Кажуваат дека имаат многу партнери кои ги разбираат и поддржуваат. За жал, ништо од тоа не се покажа дека е точно. Нашата борба и визија беа јасни. Да го заштитиме јазикот и идентитетот и што поскоро да влеземе во Европската унија како македонци, кои говорат македонски јазик, ова во ниеден момент досега не беше загрозено, ниту пак е сега. Нашата борба беше и е Македонија да стане дел од Европската унија за наши европартеници, да може да се борат со наши аргументи на македонски јазик против сите радикални и ретроградни политичари кои што ќе се дрзнат да провоцираат и да не негираат. Само така Македонија ќе биде равноправна во овие битки и долгорочно ќе го заштити и промовира својот идентитет. Жално е што оваа влада тоа не го разбира.
Жално и погубно што смета дека овие прашања треба да се користат за политичка кампања, за подгревање без гнев и манипулација со граѓаните. Жално е нивото на несвесност за последиците и штетите од овие политики кои се прават на државата и на граѓаните, како и несигурноста и апатијата што се создава со сето ова. Македонскиот јазик е безбеден, идентитетот е безбеден. Но македонската интеграција во Унијата е се подалечна поради политиките и изборите на оваа власт. Ви благодарам. Ние сме секогаш отворени за соработка, како иницијативи тоа доаѓали и од страна на партијата, во моje лично име, во неколку наврати, во изминатиот период, тоа што никогаш премиерот не го кажува, е тоа зашто ние ќе седнеме и ќе се договараме. Кои се нашите национални интереси, како заеднички да се бориме, кој е начинот и така натаму. Апсолутно сме тука да седнеме на маса и да разговараме. Впрочем, многу земји кои што влегува во Европската Унија во изминатиот период укажуваат на тоа, како на пример Хрватска, со кој имаме одлична соработка, дека сите партии работат заедно кога станува збор за европската интеграција. Јас жалам што сметам дека ова е еден целосен дефокус и дека тука не станува збор за вистинска желба да го направиме чекорот напред кон европска интеграција, туку за обид за добивање политички поени. Но да резимирам. Тука сме да седнеме заедно, да разговараме за се што треба, сите политички чинители, од сите етнички заедници, да разговараме за тоа како ќе го продолжиме евроинтегративниот пат. Па добро, истиот е контекстот на прашањето како претходното. Треба да се седне, да се разговара. Не, тоа е невистина, апсолутно. Не само што сакаме, туку сметам дека треба, дека е повеќе од потребно, отворено да се разговара, да ја потсетам дека имавме иницијативи за средба во собранието, парламентарните партии, најголемите партии да седнат заедно и да разговараат на темата, така да ние сме спремни да разговараме за обединување. Сега е во еден друг контекст денеска во собранието ќе има изјава од пратеничката група, сметаме дека затоа што во државата има и други предизвици и проблеми. Ќе ги повлечеме сите амандмани за буџетот и сите средства ќе предложиме кои што се наменети за различни проекти да се пренаменат за поддршка и надградба на системот за справување со пожарите. За ЦУК, за ДЗС, се што треба да се направи, да се помогне на тие институции, за да не доаѓаме понатаму во вакви ситуации кога немаме капацитети, не сме спремни. Како одговорна партија ги повлекуваме сите амандмани денеска, сите средства ги насочуваме кон надградба на овие системи за справување со пожарите. Мислам дека не се справуваат никако, навлегуваат во некои тези дека станува збор за смислена акција, за подметнување пожари, што укажува на тоа дека дупло не се спремни, ниту во системот на откривање на намерни подметнувачи на пожарите, ниту пак во справување со пожарите. Вчера видовме неколку пожари во Дојран, во Крива Паланка, во Чучар Сандево и така натаму, огромни објекти изгореа. Видовме промоција на возила за борба против со пожарите. Не гледаме дека се во функција. И сето тоа укажува на нешто дека владата има за цел да ги прикаже работите многу подобри од тоа што вистински се. И капацитетите и желбата да се справат со проблемите. Евроинтеграцијата во еден дел. Во секој друг
во секој друг сектор едноставно имаме потфрлање. Еве ова што ќе имаме иницијатива да заеднички го надградиме системот за справување со пожари, сметам дека веднаш ја демантира изјавата на ВМРО-ДПМН. Ниту еден од СДСМ поединец, ниту функционер, градоначалник има намерен да се сити со некаква криза. За се што се случуваше во изминатата една година имаме критика која што е сериозна, издржана. И истовремено имаме и конкретен предлог и план како заеднички да настапиме за да го надградиме системот. За жал тоа не може да се каже за ВМРО-ДПМН додека беа во опозиција. Немаше една работа која што ја поддржаа да направиме заеднички. Се што правеа беше критика. Да ја потсетам на нивните пресконференции за пожарите. На видеата, снимање, драматизирање и така натаму. Ние тогаш бевме на терен, со луѓето помагавме. Лани за време на нивното владење изгоре поголема површина у држава отколку изминатите 10 години заедно. И тоа е доказ дека не се справуваат добро. И треба да сватат дека од овие пресконференции, од овие наши настапи, од овие наши иницијативи треба да слушнат нешто, да прифатат. Ние имаме добра намера. Ние сме навистина конструктивни. Еве ќе видиме како ќе се однесуваат сега во собранието кога ќе поднесеме амандман за надградба на системите, инфраструктурата и во ЦУК и во ДЗС. Повелете. Прво дозволете на изјавата да ја осудам, поради тоа што сметам дека не е во духот на демократските вредности, не е во духот на цивилизацијските вредности. Ако сакате, не може ниту еден политичар од Бугарија да ги навредува нашите институции. И тоа воопшто не е во духот на добрососедските односи. Меѓутоа, ние многу пати наназад во изминатите години, децении од нашата самостојност сме се сретнувале со такви ситуации. Луѓе кои не негирале, луѓе кои не провоцирале, и тоа трае од 90-тите години наваму, и тука до израз доаѓа умешноста на дипломатијата. Еве ќе се вратам во 90-тите години да подсетам во време на тогашниот претседател Бранко Црвенковски, претседател на Социјалистичката интернационала, Пиер Мора, му кажал, не може секој племе на Балканот да има држава. Ма тука не треба да се нервира, што треба да се изработи. Еве, ние сме се држава членка на НАТО. Ние со провокации од бугарите сме се среќавали и понатаму. Бугарите не се различни од лани до сега. И во наше време, кога сме ги преговарали и договорите со Грција и Бугарија, имало луѓе кои што провоцираат. Па сме успеале да во договорите стои чист македонски јазик. Значи, умешноста на дипломатијата се гледа тука. Понатаму имате пратеници од ЦДУ кои што гласаат така како што гласаат за извештајот. А во 2023 година Бундестагот донел во наше време со наш дипломатски менеджмент резолуција за признавање на македонскиот јазик.
Значи дипломатијата мора да се користи со цел да ги извлечеме најдоброто за земјава, да одиме напред, да ги отвориме преговорите, тоа е единствената иднина за земјава, тоа сите го знаат, меѓутоа тоа не бара ниту нервоза, не бара ниту патетика, не бара ниту патетични пресконференции, тоа бара сериозна борба, тоа бара обединување и борба. Еве вчера премиерот се повикува на Крушевскиот манифест, па да имале таков пристап и комитите и партизаните, ни Илинденско востание ќе се случило, ни Народно-ослободителната војна ќе почнала. Ниту пак ќе сме стигнале до сега кај што сме тука. Секогаш ќе има такви провокатори. Работа е како ќе се справиме со тие работи. Не, сметам дека не треба да се повлекуваме од договорите. Сметам дека договорите се прават за да служат, да некои односи се надградуваат во духот на добрососедството, во духот на копенхашките критериуми, во духот на Европа. Ништо нема да направиме ако се повлечеме од некој договор. Треба да бидеме принципиелни, да бидеме коректни. Нека гледа Европа ако има провокатори од другата страна. Наше е ние да покажеме дипломатско, фер, добро соседско однесување. Ги затвораме кандидатите, имињата, процедурите за повеќе општини, во групи ќе ги објавуваме во следниот период и до крајот на јули, практично вклучувајќи и за град Скопје, ќе бидат објавени кандидатите.